i priсно i во веки вековами, jedina čistая и непорочная Дево, Бога без семени родшая, моли спастися душами. Македонци, македонки, верни чеда на Македонската православна црква. Еве денес се собравме во овој наш соборен храм да се подсетиме на некои трагични настани пред самиот крај на Втората светска војна. И како што беше оној со вашето присилно изгонување и одвојување од родителите, од училиштата своји и од родната татковина. Ајде да му заблагодариме на Господа за вашиот повраток од другите земји каде што бевте испратени. Еве, овде денес се помоливме. Историјата на нашата црква е некако испреплетена со историјата на нашиот народ, така што тие всушно нераздвојни се една од друга. Но борбата за нас, за жал, се уште трае и тоа посебно на црковен план. Зашто афирмацијата на нашата црква представува истовремено и афирмација на нашата нација. Основата на светото православие остана и до ден денес иста, односно онака како што Господ Бог ја определи во Светото Писмо и преку Светото предание. И оваа наша денешна слобода, каква што досега во нашата историја никогаш не сме имале, скапо е платена со многу излиена крв во текот на многовековните борби. И ќе ја загубиме ако не ја чуваме. Бевме во селото на Ило, се видоме со нивните селани кој не можеше да оди за 40 години. И беше толку весел, сега не може да се контрола, е многу весел. Не само моето село, не е само во Долно Котори. Туку преминав 60 села, зедо такси. Оплатив таксото и шетаме 2 дена од село на село, од гроб на гроб, дека си закопнаме нашите другари. И затоа, што го мислеме, го направивме и престигнаме многу 3-4 дена пред нашата стредба овде за да учествуваме во нашата стредба. Ама овој спомен што го направивме, нема се заборави. Нема да се заборави не само на мене, не само на мојата жена. Јас имам 2 синови и керка и тие нема да го заборават 12 човек. Не може повеќе да се говори. Бев 3,5 години партизан. Од 16 години дете бев организиран во Новта да организираме наши водови, наши чети против фашистичкиот тероризам. После тоа, 47 година заминав во редовите на Демократска армија, Грција што ја кажува ДАК, и као редовен борец бев 3,5 години, 49 година. Во јули, дека се изгубиме нашата револуција, пристигнав во Републиката во Македонија. Се викам Крстен Ушков, роден сум на 26 ноември 1931 година во село Пожарско, Меглен. И јас на возраст, од прилика на мојот син Кристијан, некаде на 14,5 години се одлучив и пристапив во партизаните во 2 баталјон на Нов на секторот кај Макчалан. И ако помина речиси 43 години од тој 26 јули со спарно утро 47 година во Кронцелската корија, го памтам.
дојдоа авиони, снажно не бомбардираја, беа помалку од 10 души усмртени на лице место и околу 26 души беме ранети. И јас тој ден ја заработив најтешката рана во својот живот, добив тешка фрактура во левата нога. Кога увидоа нашите дека не можам да бидам излекуван, а постоеше опасност, бев префрлен во Југославија, стасав во Пониква на Плачковица, а некаде во октомври, кон средината на октомври 1947 година, бев префрлен во Катлановската бања со повеќе стотици партизани, грци и македонци. Јас сум Наум Абов од село Баница, Леринско, Егејска Македонија. Сум учесник во Демократската армија на Грција и то во редовите на Кајмакчеван, во единицата на Тануров, која беше диверзантска при бригадата, таа е 24-та. При нападот на грците монархофашисти бев тешко ранет. Другарите ме одвлекоа во партизанската болница во Кајмакчеван и по 2 дена бевме префрлени во територијата на Социјалистичка република, тога и Народна република Македонија, во Југославија, во болнички коли не пренесоа во болницата Есеново. Тука веќе не селекцира дали сме способни за во борба или пак не. Мене никако не ме зима во предвид пак да се вратам во партизанските единици. Еден ден ги видов другарите како се построени и ги прашав зошто чекат. Ми рекоа дека одат на лекарска комисија. И јас се вклучив, иако не бев поканет. А веќе кога беа при крај другарите, јас опаднав и ми вика главниот хирург Велко Мајсторовиќ, мислам дека беше Црногорец, вика, ама ние завршиме. Викам, вие завршивте, али јас не завршив. И кога влегов во таа просторија, под румските простори во Катлановската бања, чукнав снажно со левата нога која ми беше скршена, и тогаш Мајсторовиќ ме очи и вика, ово дете и без 2 нози и без 1 рака ќе може да продолжи борбата. Тоа ми беше практично визата да се вратам пак во Грција. По операцијата, кога веќе се малку подосвестив, дознав дека лекарот се вика некој си Мајсторовиќ и другиот лекар беше Едо. Само тие ги запомнив од нив, па тука беа многу од нашите другари, кои ги познавав и од партизанството, па по малку заздравувањето, ситуацијата многу познават од тоа време, моравме да ја напуштиме Македонија, да напуштиме Југославија и заминавме за источноевропските земји.